Човек во себе згрчен, цел живот згрчен во кујнското ќоше крај огништето, па дури и кога имаш цела куќа, се пикаш сам како дух во шише, како во тесна надрасната облека, со секое движење под строга контрола, нешто да не удриш или скршиш, па да се повредиш себе си или блиските. Дури и малку подгрбавен, сабјата ако замавне, да ти ја отсече само замислената грба, или ако случајно ти се подкрши ноктот, да се преживее како црна подноктица, бескрајно да се криеш во стапици од собствените остатоци. Но затоа пак, на сон, да шеташ со денови крај пловни реки по широки булевари, да јаваш со секое влакно настркнато по степи и прерии, да се возиш бескрајно, без скоро да стигнеш на целта, особено без кошмарот на предвременото враќање во домот претрупан со предмети, во сокакот од малата татковина, без ничија освен татковата вина и мајчината што тамо се родила. Затоа и при учениот кенгурски скок со бовчата во стомакот дур до Австралија, а не во када со згршени раце и краци, како во утроба, туку во океан, за да се размавташ како октопот и со пипалата да и продреш во секоја пора на земјата, па и да бидеш загушен од нејзините цврсти прстени, како црв од илјадници членови и секој од нив дури згазнат да може да почне нов живот.